Финансиски малверзации во периодот додека токму Радмила Шекеринска е одговорна на секретаријатот за европски прашања. Имено Радмила Шекеринска, како подпредседател на владата на СДСМ, е одговорна за секторот за евроинтеграции. За раководител на секторот за општи работи и буџет има поставено господја Лира Секуловска, сестра на сопругот Радмила Шекеринска, односно незината Золва. Золвата на Шекеринска е одговорна за целокупното финансиско работење на секретаријатот за европски прашања во периодот додека Радмила Шекеринска е министер на Социјалдемократскиот сојуз, задолжена за овој ресор. Повторувам, Радмила ја поставува својата Золва за шеф на финансиите. Ова е документот, издаден од владата на Република Македонија на 24.12.2004 година, во кој што јасно и недвосмислено за човек кој што е овластен за финансиското работење на секторот за евроинтеграции се посочува Золвата на Радмила Шекеринска, Лира Секуловска. И тоа со следните овластувања: поврска со вашиот допис во кој што се бара да биде одреден еден работен кој ќе биде одговорен за парафирање на сите финансиски документи, фактури, испратници, патни налози и други, кои што ќе произлезат од секторот за европски интеграции, ве известувам дека е одредена Лира Секуловска. Ова се документите на кој што стои подписот на Лира Секуловска. Буквално, сите трансакции, исплати, дотации, побарувања и враќање на долгови се вршени токму преку лицето Лира Секуловска, сестрата на сопругот на Радмила Шекеринска, односно незината Золва. Почитувани, ова е голем скандал, ова е многу повеќе од случај на конфликт на интереси. Тука се работи за сомнеш и за финансиски малверзации. Зошто инаку Радмила Шекеринска би ја поставила својата Золва за одговорна за целокупното финансиско работење на овој сектор? Радмила Шекеринска е должна да одговори дали незината Золва Лира Секуловска е човекот за кој што се кријат многу матни сделки, дали Лира Секуловска е човекот преку кој државните пари завршувале во нечии туги џебови, и вака ли Радмила Шекеринска работеше со европските пари. Сега е многу јасно од каде се огромните богатства, комфорните станови, скапите чамти и скапите мерцедеси. Ете затоа Радмила Шекеринска нема никаков, ама никаков кредибилитет да говори за сиромаштијата во Република Македонија. Волете ли имате прашања, ќе ги покажам после да ги снимите добро ако сакате овие документи. Борец и благодарам.